Дискусиите за загадување на воздухот кај нас во нашата држава се секогаш многу важна тема на разговор. Иако навистина тука може многу да се зборува за причини кои што делуваат врз ова загадување, многу е важно да се земе и факторот автомобили. Тие го загадуваат воздухот околу 20%. Сега има некоја иницијатива, ако почнеме да зборуваме за електрични возила, кои што, например, се многу популарни во Западна Европа, тука на Балканот имаме некако чувство дека се како вест од иднината, но можеби е вистинско време да почнеме малку помодерно и поотворено да гледаме на оваа тема. Токму денеска ќе зборуваме за електричните возила, затоа што многу не привлече една иницијатива на една банка, односно на Прокредит банка, која што на самиот почеток на месец февруари ја отпочна иницијативата "Нема веќе изговори да не возите електрични автомобили". Сега кога треба да промениме нешто во животот, посебно кога треба да го промениме автомобилот, секогаш имаме многу изговори. Нормално, треба да промениме нешто, но јас се надевам дека до крајот на овој разговор тоа нема да ви биде проблем и ќе бидете одлучни да го направите токму тоа. Мојата денешна соговорничка е Марина Ѓурѓовска, која што е директор на секторот за физички лица од Прокредит банка. Марина, Прокредит банка ова не е прва иницијатива за заштита на животната средина, а секако е и банка која што активно поддржува финансирање на зелени инвестиции. Точно така. Прокредит банка има многу активни иницијативи во поглед на зачувување и заштитување на животната средина. Ова е една од активните иницијативи во овој момент, во која што вложивме, се разбира, доста енергија и доста волја за да истата допре до луѓето, за да почнат многу поактивно да размислуваат на темата на електрични автомобили. Многу убаво го започнавте разговорот во поглед на барањето на изговори. Точно така, сите бараме понекогаш изговори. Еден од главните изговори при промената на возило што е на дизел или на бензин кон електрично возило, она што го забележавме кај нас, а исто така ни дојде како поука од транзицијата која што веќе е завршена во западноевропските земји, е инфраструктурата. Односно, каде да се тргне со електричен автомобил, сите се помалку прават план колку и каде ќе имаат простор да го наполнат автомобилот, односно дали ќе можат да стигнат од дестинација А до дестинација Б. Инфраструктурата како таква значи полначи, електрични полначи за автомобили, кои што ние со нашата иницијатива успеавме да поставиме по целата територија на нашата земја 21 полначи во различни градови, повеќе полначи во исти градови. Во суштина се зависи од фреквенцијата на патиштата кои што се користат, со крајна цел да покриеме баш транзит на клиентите, не само во земјата, и клиенти кои што доаѓаат од странство да можат многу слободно да поминат низ целата наша територија без да се грижат дали ќе стигнат на одредената дестинација. Со оваа мрежа, која што не е само во Македонија, морам да нагласам дека ова е една поголема иницијатива на Прокредит групацијата. Истата опфаќа поставување на 300 полначи на целиот Балкан, па и пошироко во земјите каде што Прокредит групацијата функционира. Така да, ако тргнете не само во Македонија, туку и надвор од Македонија, ова воопшто не треба да биде повеќе изговор. Така, може ли да ни кажете како изгледа таа мрежа и каде ние може да знаеме каде се наоѓаат тие полначи? За таа цел подготвивме апликација, мобилна апликација, која што може да се најде на Play Store, App Store за двата типа на телефони. Самата апликација се вика Prokredit Electric Charging Stations, која што ни дава можност со даунлодирање на истата и отварање, ни кажува каде се наоѓаме во моментот, кој е најблискиот полнаш за електричен автомобил, како и целата мрежа во рутата каде што планираме да стигнеме, каде се имаме електрични полначи, за да осеќаме комфор дека можеме да исполниме нашата дестинација. Така, ова апликација ги покажува и полначите кои што се надвор од Македонија? Апсолутно, да, ја покажува целата мрежа на електрични полначи на Прокредит банка. Дали поскапувањето на струјата влијае во носењето на оваа одлука? Всушност, промените на цените и на нафтените деривати ги тераат луѓето да размислуваат за алтернативни решенија.
Едно од алтернативните решенија е напојувањето на електрична енергија на автомобили, меѓутоа да, точно сега е последната дискусија дека и таа поскапува. ProCredit банка со оваа кампања овозможува бесплатно користење на полначите. Што значи во првите 2 години од поставување на оваа мрежа, секој возач кој што ќе ја паркира и наполни својата кола на овие полначи, истото ќе биде тотално бесплатно, односно истото го покрива банката. Се обидовме да ги скучиме сите можни изговори за да луѓето се похрабро настапат кон размислување на електрични автомобили, бидејќи нели во секој случај не е добро да се наоѓате на прво место од негативен аспект на глобални листи. Сите ние може со многу мали чекори да придонесеме кон целокупното зачувување на животната средина и повикуваме нели секој од нас како активен учесник во нашето општество да ги носи овие одлуки на тој начин. Верувам дека и вие возите електричен автомобил? Да. Ние како ProCredit банка нашата флота на автомобили започнавме да ја менуваме уште од 2015 година. Со тоа што сега со гордост може да кажеме дека 80%, односно 8 од 10 автомобили не се електрични. Ја користиме нашата мрежа, се разбира, на полначи и сега се обидовме да поставиме пример како би требало тоа да изгледа. Вашата банка дава еден редок пример на социјална одговорност. Верувам дека и нашите гледачи се прашуваат зошто банката прави ваков чекор и што добива всушност банката од оваа иницијатива. Така, сликата за банките е дека да, иницијативите би требало да носат некоја корист за банката, ова воопшто не е таква иницијатива, напротив, баш инвестиција каде што сакаме да покажеме дека се грижиме, инвестираме во заштита на животната средина и на бенефит на населението. Точно банките повеќе се осликуваат преку потрошувачки кредити, потрошувачки кампањи. Сега кога една банка ќе искочи со кампања за електрични полначи и заштита на животна средина е прашањето што е користа. Користа е само да нашата цел, крајна цел е да имаме позитивен импакт на животната средина. Тоа е во нашиот карактер на институцијата и се надеваме дека тоа ќе го следат и други институции.